Добар ден. Еве овде денес се наоѓаме пред црквата Свети Ѓорѓија со Чико Ѓоре. Ѓорѓија право име му е Степановски и еве со него, пошто наполни пред неколку дена 91 година, сакаме да ве поздравиме и да го прашаме што се случувало во Белица во минатото. Па еве Чико Ѓоре ќе ни каже сега некои работи. Чико Ѓоре, ајде, молим те, кажи ни што се случувало кога си бил дете, кој ти е татко, кој ти е мајка? Татко ми е Борис Степановски. Мајка ми е Василка Степановска. Борис, тај. Василка си кажа. Ето, татко ти беше порано беше татко ти и Питроп на Питро црква. беше на црквата. Браво. Беше. Што имаше ново овде вака, што се сеќаваш ти од детинство? Што беше неинтересно за тебе? Најинтересно беше славите кои ќе се слават. Стрецало имаше, свирки имаше, се веселија луѓето, се збира, кафани имаше, во кафаните оја влага во кафаните, пија, се дружија, едно друго, све то. Друго, село беше земјоделско. Оја сите по возење, по орање, по копање, по тие работи. Се занимава со земјоделие. Дали се сеќаваш која година беше изградена централата и дали се сеќаваш кои луѓе најактивни беа во селото што е градеа централата? Централата 54 година е градена, а луѓе, да ти кажам, не бев тука ја овде, ама како да ти рече, Стеван Павлевски беше таму, беше трпе, се движија вамо таму со ними, а имаше и мајстори. А мајсторите од кај беа, дали се сеќаваш? Мајстори не се сеќав. Е, добро. А кажи ми, овде колку групи музичари имаше во времето? Музичари, Кој беа најпопуларни од твоето време? со музики, Да, со музичари со инструменти, на гајда, на тапа, на кларинет. порано беше со кларинет, Гешо овде вака, Борис, тие, една група бија тие, со Да. кларинет. Беа интересни малце, убаво, се занимавал село, се занимава. А порано со гајди, Борис Пуревски беше Јордан Голуфер, имаше Ристе Костевски горе, и тој со гајде свиреше. Овде сред село со гајди свирија таму. Браво. А тоа секој викенд беше, секоја сабота и недела, така? Така свирање, Да, сведни кои се. да, свет. Великден, Божич, Водици, тие работи. А неделите не се работеа или се работеа? Како и како, не се работија. Неделите и пази, ама пак поја некои имат работа ќе појдат на нива, на жатва. Чико Ѓоре, кажи ни, дали се сеќаваш, еве сега пред празници Водици идат после Нова година, како се организира во времето? Дали имаш некои сознанија, дали се сеќаваш на тие моменти и дур се прекинале да се слават во Белица? Во Белица се славија порано. За време Југославија повеше и прекина. Не дава да се диви твир, не дава да се фрлат крв. А иначе спецел си имаш. Редовно стрецало си имаш. Редовно си имаш и се весели, а не дава крв да се фрлат. После организира около заврши то, се организира, се направи мустон, се направи тука, се направи вир и се завируваше и се капија се фрлаше крвта тука. Еве, денеска врнежливо време е,
ама застанавме овде, се сретнавме со Чико Ѓуре и еве една мала репортажа да направиме, да го прашаме исто. Чико Ѓуре, кажи ми, како беше во времето овде житото, од кај се снабдеваше, кај се мелеше, волна, како се ткаело, од све тоа шнајдери кои биле? Овде вака житото се снабдаваше од нивие, од едно друго, се вршеше, се носеше едно друго. Свое производство. Производство, све беше во село производство. Многу ретко човек што купи жито од Белица. Немаше човек така. Шнајдери овде вака имаше, да ти не реча, може 10 души. Шнајдери. Сите шнајдери, Стојан беше, па Василе Павлев, па Мити Стојан Павлев, па Вањелко братот, мнозина шнајдери. И други имаше во секое време. Кај сакаш да поиш. А колку воденици отприлика имаше? Многу воденици исто имаше? 6-7 воденици имаше. Што работија во село. Редовно ти е меле. Редовно работија. Друго што имаш интересно да кажеш овде во училиштето, кај учеше ти? Учев ја овде вака во ова училиште. Сега кај што е амфитеатарот, така? Овде вака учев во старата школа. Во бивша Југославија. Значи тука сега кај што е амфитеатарот изграден, тука било поранешното училиште. А дали учеше во новото училиште? Дали се сеќаваш кога е почнато да се гради ова сега што се распаѓаше и што го возобновивме? Ова училиште, Да, големоно. да ти кажам, негде 40-37, така нешто, 38 година. Се пред ратот беше тоа. Се почна зидоите и после го напуштија. Пред ратот се почнат зидоите, Се така? почна пред ратот. А после го напуштија, останат зидоите и после дојдо други го доградија. Што мислиш, какво мислење има сега од порано до сега за селово, за активностиве што се прајти и што се возобновуваат? Многу е интересно, многу е убаво. За сега. Асфалтирано е, созидано, зидои, едно, друго, све, куќи поправени, куќи поправат луѓето, све. Дали си ми среќен ти овде вака што живееш во селово и дали си задоволен од луѓето што работат во селово, се што се движит? Многу сум задоволен. И кога помина по асфалт вака, кога да се благодара што може да појде. Еве сега, кој ќе појде до Стојчевци немаше асфалт. Го асфалтиравте и сега кој ќе појде до таму со ќеф. Појди, врати се, корзо си правам јас, старски. Браво! Да си ми здрав и жив. Чико Ѓоре, да ни живееш долги години, да ни го весели селово. Дали сакаш некого да поздравиш? Беличаните сите. Сите беличани поздраво, сите што ме слушаат и поздравува. И фамилијата моја ја поздравува. Да си ни жив и здрав векоит и стално да имат луѓе да изчекат твоја старост и да живеете долги години. Поздрав, фала ти на репортажава, да си ми жив и здрав. Господ убај ни здравје, Чико Ѓоре. Господ здравје. Поздрав до сите беличани, наши пријатели од целиот свет. Со Чико Ѓорѓија, пред црквата Свети Ѓорѓија Степановски. Поздрав.